Партиски неподобен доктор Горан Балев, кој сред пандемија 2 години ја менаџираше Охридската општа болница, разрешен од раководната функција затоа што, како што самиот тврди, во неколку наврати одбил да се сретне со генералниот секретар на СДСМ Миле Зечевиќ, како и со челниците од Охридскиот огранок. Јас немам партиска книшка од нити една партија, вели Балев. Од тука немам и за што да разговарам со луѓе кои не се од медицинската фела. Балев отворено зборуваше за блокираната жиросметка, нерегистрираните возила за транспорт и долгот од над 3,5 милиони евра. Ама тоа на крај крајов граѓанинов не го интересира. Тој дошол да се опере, јас не ќе му речеме загуба сме. И не знам од каде е таа математика дека држава треба ние да нон-стоп со математика да се занимаваме. Па пожарна не добива средства колку куќи ќе изгаси или полиција колку казни ќе напиши. Ние сме државна установа. Медицината е аскетска работа. Или работиш и живиш како војник, или замини си. Значи тоа не медицината не познава ни пријатели, ни партии, ни врски. И покрај тоа што од 520 вработени во болницата, само 70 се лекари специјалисти, и тоа најголем број од вработените се немедицински кадар со потполно несоодветно образование, Балев обзнани дека целиот оперативен блок се потпира на само неколку доктори. Останатите нишај врата, земај плата, месечно виткаат приходи во висина од 100.000 денари. Точно имаме луѓе кои што не знаат ни кај е операционата сала. Тоа е точно. Има, значи, во бројките се знаете, имаме луѓе кои што дали годишно ќе направат 10 операции. Ако едната сала тука работиме од лапароскопски операции, од бубрек до све, не може во ушната сала, која што е до нашата, да не влегува ни човек. А примањата се исти. И тука има големи несогласици. Пошто на 10, ние на 10 платата ја земаме. Со 6 лекари, помалку од 10 операции годишно се вршат на оделението за уво, нос и грло, откаде доаѓа и новиот директор на болницата, доктор Асен Шаин, кој е вработен од 2016 година, но како специјалист се вратил во болницата во 2020 година. Не само по партиска линија, неговото презиме е познато во охридската јавност, бидејќи неговиот татко долги години беше директор на Охридската болница, која е во очајна состојба повеќе од 2 децении.